Во моето студио веќе се пристигнати гостинките. Весна Брентовска е председателка на Институтот за сметководители, а со неа и Моника Митевска, која е студентка на постдипломските студии за сметководство, меѓутоа е и водител на подкаст кој што е поврзан со сметководството и со бројките. Имаме време повеќе од половина час да ја кажеме поврзаноста на тој подкаст и темата сметководство. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Благодариме поканата и поздрав до гледачите. Благодариме многу. Така. Целта за која што ве повика во студиото беше третата регионална конференција на ИСО-100, Институтот за сметководители. Да почнеме со ова, па ќе си ја расшириме темата. Повелете. Да, па оваа година се одржа третата регионална конференција во организација на институтот. Темата беше фокусирана на младите, професија со иднина и визија. Целта беше да кажеме дека сме професија која што има иднина и дека иднината е во младите, односно младите мора да ги вклопиме во нашата професија, они да влезат со нивната енергија, дигитални вештини и алатки, а ние да им го дадеме знаењето и праксата кои што сме ги стекнале со годините кои што сме работеле на нас. Сакаат младите да работат сметководство? Па последните 2 години покажа дека сакаат, бидејќи за лани првпат имавме учесници студенти на конференцијата, а годинава беше тој број зголемен пута 3 и за првпат исто имавме и средношколци учесници на конференцијата. И она што ние како институт се стремиме и сакаме да го направиме во интерес и подигнување на нивото на професијата е да ги вклучиме младите. И тоа го правиме, да не кажам, од момент кога они се соочуваат со сметководството уште во средна школа, продолжуваат на факултет, каде што сакаме да им доловиме реалноста со која што ние работиме, како се работи сметководство, какви алатки се користат, какви технологии и што све значат бројките и што има позади бројките. Така, пред да одиме со Моника со подкастот, ќе ми кажете дали сметководството повторно станува атрактивно, како што кажа вашата колешка, и зошто еве ти го одбра сметководството во студиите и во твоето образование, и зошто ја одбра таа професија да биде твоја во иднина? Ви благодарам на прашањето. Еве, од некоја лична перспектива, мене во средно повеќе ми одеше математика, предмети со бројки, отколку предмети со читање, па одлучив дека економски факултет пред се е за мене, а за конкретниот департман сметководство и ревизија, јас од секогаш гледав дека во овој департман понатаму можам да направам по-голема кариера, дека на вистина има перспектива, затоа што сметководството е занает. Значи, знаењето што ќе го добијам јас на факултет не може никој да ми го одземе, напротив, можам само да се надоградувам и на вистина ми даде една одлична основа за понатаму во секој дел на економијата да можам да се вклучам. Така, Тоа да ги анализирате податоците, да не бидат само бројки како само на лист картија, туку да справите споредби, анализи, пресметки и така натака. Така е, па секако и бројките само како бројки, ако не ги разбираме, мислам дека не значат ништо. Не значат ништо, секако, и токму и затоа ние еве повеќе од само бројки би го кажале дека заради тоа и така се вика подкастот, затоа што позади секоја бројка стојат анализи, луѓе што ги работат тие податоци и не се само значи бројките така на лист хартија. Така. Генерација со визија, професија со иднина, ова е мотото кое што беше на конференцијата. Што значат овие називи сега? Генерација со визија, тоа е посветено на младите, бидејќи они се новата сила која што доаѓа и енергија која што нас ќе ни помогне во ова динамично време и на бизнис и на дигитализација. Они се тие кои што се дигитално добро едуцирани, ја имаат енергијата, а визијата е дека младите се визијата дека нашата иднина, професија ќе има иднина. Односно дека ова што го правиме ние во моментов не е нешто што ќе го очекуваме можеби за ден-два, меѓутоа очекуваме дека за 5 години веќе ќе го има ефектот, затоа што ипак младите се они кои што на некој начин нас ќе ни помогнат со дигиталните вештини, ќе ни помогнат со енергијата која што ни носат и како еден дел на синергија помеѓу искуството кој што ние вака поискусните го имаме праксата за да им покажеме дека професијата навистина може да ја кренеме на едно многу повисоко ниво. Се повеќе дигитализацијата гази, како се пресликува во вашата индустрија, во сметководството? Па можам да кажам дека нашата професија е можеби најзасегната од дигитализацијата, бидејќи
Секој добар сметководител мора да работи на соодветен софтвер, кој што софтвер реално мора да ги следи сите дигитални надградби и технолошки надградби. Многу динамично време дојде, премногу, значи ако споредиме пред 10 години какви биле промените во софтверите, какви се сега, ќе видиме дека софтверите се менуваат од ден во ден. И сега моментално нашата професија е пред испит. Или ќе ги прифатиме промените веднаш, или ќе стагнираме. Ние како институт решивме дека треба да излеземе од комфортната зона и да притискаме со промените, бидејќи само така можеме да станеме поконкурентни, попродуктивни и да излеземе во пресред на барањата на бизнисот кои што ден на ден се повеќе се зголемуваат во делот на анализа на податоци. Професијата со оваа промена која што еволуира со дигитализацијата не е веќе класичен евидентер на настани, историски настани и документи, меѓу се повеќе тоа го заменува вештачката интелигенција, а од друга страна се повеќе ние стануваме еден вид на советници од доверба на фирмите, анализираме големи податоци и она што е најбитно можеби е компетенцијата на професионално расудување и одлучување, бидејќи секоја дигитална алатка може се да изанализира, меѓутоа само добро подкован сметководител професионален може да даде кредибилитет на тие бројки кои што стојат во позадина. Тоа сакав да прашам, тоа е секако меч со две остојци. Колку може да помогне, а колку може да биде и проблем? Дали може да ве комплетно да ве замени, да нема потреба од сметководители или ќе може само да ви ја унапреди професијата? Да не замени не може, може да ги замени само тие што нема да ја користат вештачката интелигенција и дигитализацијата. А тие што ќе ја користат, тука веќе многу повеќе ќе дојде до израз нивното професионално расудување, нивниот интегритет, доверба и етика кои што ги имаат, бидејќи ќе треба да дадат точна анализа, извештај, насоки, предлози, одлуки позади бројките кои што они ги презентираат. Што значи професионалното расудување, интегритетот на професионалниот сметковител ќе се качи на многу повисоко ниво и тука веќе доаѓа до моментот на црвена линија. А колегите кои што реално нема да ја користат вештачката интелигенција ќе стагнираат. Нема да бидат атрактивни на пазарот, нема да ги видете вештачката во однос на, не знам, брзината на работа, да. услугите кои што ги даваат, каде ќе назадуваат. Вештачката интелигенција ќе помогне во лесно повторувачките работи да ги замени и сметководителот ќе има повеќе време да додава вредност во своето работење. Така да тоа е она што ние мора да го прифатиме и не се работи за нешто што доаѓа во иднина, него веќе ни е тука на врата и ние мора да го примениме веднаш. Ако сакаме да бидеме во само треба да го приметиме, така? Да, апсолутно. Да. Повеќе од бројки е подкастот кој што го водите, како излезе или произлезе идејата за нешто вакво и како се чувствувате сега кога имате мојата улога на некој начин? Да. Подкастот повеќе од само бројки е студентска иницијатива која произлезе од втората регионална конференција на институтот, односно лани, каде што ние за прв пат бевме учесници. Мои две колешки беа дел од панел дискусијата, оваа година бев јас дел, така што нас минатата година ни беше особена чест што како студенти сме поканети на толку голема конференција и можам да кажам дека за институтот, според мене, тоа е чекор напред, затоа што ние како студенти на Департмент сметководство и ревизија треба да знаеме дека постои институт. До тогаш можеби не сме биле толку запознаени, бидејќи дали до тогаш не поканиле на конференции, не сме биле толку запознаени со самиот институт што работи, но од оваа година, од кога произлезе подкастот, мислам дека многу повеќе се додава вредност на самата професија, да ја доближи повеќе до младите, особено до студентите, да разберат дека сметководството не е толку монотоно, како што постојано се зборува, дека и тука се случуваат, дека се во тек нови трендови, и како што кажа и Весна, ако ние сме во тек со новата дигитализација, ако следиме што се случува, никогаш не може да не снема или да одиме назад. Значи, ние ако се надоградуваме постојано, пред нас е цел пат понатаму што може да одбереме што и да сакаме да правиме. Каде може да ги проследат на социјалните мрежи, поставам на YouTube канал? Да, емисиите излегуваат на YouTube каналот на институтот, но имаме и Instagram профил, повеќе од само бројки, каде што објавуваме кратки делови од секоја емисија, да кажам најинтересните инсерти што ги кажале гостите. И можам да кажам дека до сега се 2 емисии излезени, а третата емисија е веќе снимена. Тоа се одржа подкаст за време на конференцијата во живо. Тоа беше и за прв пат
нешто такво да се случи. Така да так излезе наскоро, мислам дека наредната недела ќе можат да ја гледаат а тие што ја гледаа во живо, навистина беа презадоволни и мене навистина ми е многу мило што се добија позитивни коментари како од сметководителите, така и од студентите и од средношколците, што мислам дека се навистина категорија, ние како млади сме категорија во која што треба да ја гледаме, да повеќе вакви работи да следиме за да видиме како професијата оди напред. Значи веќе можеме да се обраќаме со колешки. Така? Па може, да, може така. За кој наменат, која публика се наменети подкастите и кои теми ги опфаќате сега овие првите емисии? Да. Пред се, подкастот е наменет, бидејќи студентска иницијатива за младите, да кажам за студенти, средношколци, но секако дека подкастите ги гледаат и сметководители, луѓе кои работат поврзано со финансии, од фелата, да. И мислам дека навистина до сега го постигнуваме ефектот на додавање на вредност на самата професија и тие би биле отприлика категоријата на луѓе кои ја гледаат, а темите кои ги опфаќаме за сега можам да кажам дека прашањата кои се во самите подкасти се повеќе поврзани за како да се мотивираат младите, како да не паѓаат психички, повеќе сакам да кажаме и како сметководителите моментално работат, дали е тешко, имаме и гости кои работат на странски пазар, значи не само во Македонија, во Америка. Сакаме да кажеме дека може и да се гледа пошироко оваа професија, дека не е само во Македонија. Така, може онлайн да се работи и на други континенти. Колку е променета професијата во последните 10 години? Што е променето и што треба да се менува? Какви се компетенции треба да имаат сметководителите денеска? Професијата се менува многу, новите компетенции кои што ние како сметководители треба да ги имаме, повеќе се однесува на дигитална едукација, користење на дигиталните алатки, професионално расудување, етика, бидејќи од класични евидентирачи на податоци и архивари станавме еден вид на советници од доверба на бизнисите, затоа што се повеќе доаѓа до израз анализата на големи податоци, евалуацијата на ризик, одговорното известување, сега тука ќе го спомнам и ESG известувањето. Тоа се промени кои што ние реално како институција трудиме преку меѓународната соработка што имаме со институтите од регионот и од меѓународната сцена да ги донесеме кај нас и да ги прикажеме како нови компетенции за да може ние да се прилагодиме на патот. Што е подобро за сметководител да има 2-3 големи фирми или 50 на мали? Како може да се направи таа паралела? Знаете како, големите фирми бараат друг фокус, друга структура, друго финансиско известување, друга анализа. Малите фирми бараат од другата страна поинаква анализа. Најдобро би било кога секој би бил специјализиран во својата област и би го работел, бидејќи не е битно дали е фирмата голема и мала, според мене може би повеќе и каква индустрија, дали е градежна индустрија, дали е трговија, дали е гостителство. Значи имаме различни индустрии и сите тие стандарди имаат различна примена. Стандардите кои што ние ги користиме за финансиско известуваме, не треба да ги знаеме на памет, меѓутоа треба да знаеме кога да ги искористиме и во кој дел. И затоа викам, можеби повеќе е битно кој тип на индустрија работи еден сметководител и во што е добар, отколку дали се работи за големи или за мали фирми. Која е улогата на институт во целата дејност? Вие сте заштитник на како коморско поврзување? Видете, ние сме здружение формирано со закон. Пред се прва и основна и примарна работа ние е спроведување на законот за вршење сметководствени работи и тоа ни е еден вид на задолжителна улога. Меѓутоа, онаа што е побитна и е многу поквалитетна, зборам, бидејќи тоа е законот е таков и мора да се спроведува и мора да се почитува и ние мора да го имплементираме. Меѓутоа, од друга страна, задачата на институтот е да биде еден вид на носител на промените, да ги известува членовите за промените, да дава насоки каде се движи професијата во регионот и во светот, кои све ние компетенции треба да ги надоградиме, како да ги надоградиме, бидејќи не се работи само за технички компетенции, тука има и компетенции кои што се однесуваат и во делот на комуникацијските улоги, меките вештини, професионалното расудување, користењето на кодексот на етика. Имаме еден вид на две улоги, едната е регулаторна, а другата е двигател на промени. И ние реално тоа го работиме максимално интензивно и мислам дека само со динамичното действување
прифаќањето на промените и излегувањето од комфорт зона можеме да успееме да бидеме во чекор со трендовите кои што се во регионот и подале. Колку сме подготвени како држава да искочиме од таа комфорт зона, какви сме технички подготвени, не знам, професионално да излеземе од она што до сега беше на некој начин аналогно? Видете, искрено кажано, имаме колеги кои што се подготвени, имаме колеги кои што не се подготвени. Оние кои што сакаат да ги следат промените, да ги применат, ќе бидат подготвени. Оние кои што не сакаат да ги применат промените, кои што сметаат дека можеби од трендовите од пред 20 години се уште ќе ги користиме, ќе стагнираат, нема да напредуваат. Значи, денеска нема прашање. Нема да напредуваат со нови клиенти, нема да напредуваат со што? Видете, динамиката во која што се движи бизнисот, барањата на фирмите, премногу влијаат на нашите адаптирање и прилагодување и ние мора да се прилагодуваме према нив, бидејќи така, тој е клиентот. Ние сме единствената алка меѓу државата и бизнисот. Да. Од една страна, ако се прилагодиме на бизнисот, ќе напредуваме и ќе растеме бидејќи нивните потреби растат. Не можеме да стагнираме бидејќи професијата евалуира. Да. Општеството е динамично, значи не само нашата професија. Јас мислам дека последниве 2-3 години како не само ние како професија, него сите никогаш повеќе не сме учеле како претходно. Затоа што толку е динамично нештото, толку преку ноќ се менуваат работите, што едноставно немате опција, ако сакате да успеете, мора да ги следите промените, да ги прифатите и да ги имплементирате. Оптимисти дека младите можат да пременуваат оваа професија, да бидат дел од оваа професија. Што според вас нуди оваа професија и каде ја гледате иднината? Мислам дека оваа професија има голема перспектива, се во зависност како ќе гледаме работите, затоа што секој студент од кога ќе заврши, ќе дипломира на економскиот факултет на департманот по сметководство, има навистина широк спектар на избор. Конкретно можам да дадам од мои примери, мои колешки, дека сите мои колешки само што дипломираа се одма вработени. Значи, постојано има отворени позиции, секој може да си одлучи каде сака да си ја продолжи својата кариера и дали во македонска фирма, странска, дали ќе сака ремоут да работи, пошто сега флексибилно, или сака да оди на работа. Значи, мислам дека како сега што има можности, дури мислам дека претходно немало. Јас знам по примерите на моите родители дека тогаш немало толку избор како сега што има. Конкретно за оваа професија. Да, вако недостаток на кадар немало никогаш веќе. Што правиме со праксата? Колку сте подготвени како студенти да дојдете на пракса во сметководствено биро? Да го учите занаедот додека учите факултет? Да, па мислам дека сме подготвени. Конкретно еве кај нас после трета година студентите одат на пракса. Веќе имаме и 2 дена во неделата каде што одиме на пракса. Тоа се факултетот. Да, факултетот сега го воведе тоа, дека 3 дена се оди на предавање, 2 дена на пракса, каде што се информирани компаниите за тие 2 дена да можат да им покажат сега реално има разлика од одење 5 дена на работа и 2, но за тоа и пракса, за да можат малку да се воведат за тие кога ќе дипломираат веќе да бидат спремни за работа. Да почувствуваат атмосферата, да видат односот со колегите како и да видат дали тоа им одговара, самата навика да одење на работа. Да, бидејќи некогаш одбираме нешто да учиме, но можеби не сме свесни додека почнеме да го работиме дали тоа е навистина за нас. Сега кога ќе одиме на пракса, ние тогаш ќе сватиме дали сме одбрале правилно или можеби сме за нешто друго. Да, 80% од УКИ имаш некој податок дека кога ќе дипломираат, 80% од студентите не го работат тоа што го завршиле. Тоа е фрапантен податок. Какви се студентите кога ќе дојдат во сметководствените бироа? Имате ли информација? Ова што го спомнавте пред малце, ќе се надополнам, тоа е целта. Што им е најтешко, што им е најинтересно? Она што ние сакаме е да приближиме многу повеќе праксата до нив, да работат со реални документи на реални софтвери, а студентите се гладни за знаење. Имаат интерес. Не доаѓаат само за подпис. Не доаѓаат само за подпис. Видете, секогаш има и едната и другата страна. Така, добро. Меѓутоа зависи од двете страни како ќе се вклопат. Може некој да не биде заинтересиран, меѓутоа вие ако сте добар сметковител, ако сакате му пренесете знаење, ќе го заинтересирате. Да. Може и некој студент да е премногу љубоморен и љубопитен за знаење, да бара информации и може да ве натера и вие да сватите дека многу работи знаеле, не сте ги примениле. Тоа викам, тоа е поврзано, таа синергија и праксата и младите се поврзани. Тука мора да бидеме сите заедно. Ако не ги привлечеме, ако не ги заинтересираме,
Реално професијата нема да има иднина. А најбитно од се е да го работи тоа што го сакаат со љубов. Колку време се учи сметководство? Цел живот. Цел живот? Цел живот. За стартно да почнеш да работиш? За стартно да почнеш да работиш 2 до 3 години да совладаш баш онака целиот систем. За да бидеш самостоен. Бидејќи тоа е систем, да. Целиот систем 2 до 3 години практично работење. Едно време беа актуелни лиценците. Каква е сега ситуација за лиценциран сметководител? Кои се правилата, како се правилата? Согласно законот, лиценците и уверенијата кои што ги издаваме се уште и исто, нема измени во тој дел. Се има одредени критериуми кои што треба да се исполнат, меѓу кои е високото образование, праксата како сметководител во одредена компанија. Колку време треба да бидеш? Да, 2 до 3 години. Со високо образование од 240 кредити завршено од економски науки. И колку сметководители има во Македонија? Колку бироа? Или овластени сметководители? Имаме бројки сега? Бироа има некаде над 1500 компании. Зависно. 1, 2, 3, 5 вработени, зависно различна е структурата. А сметководители имате активно зборам, кои што активно го работат нештото, се над околу 5500. Зборам активно, кои што се вклучени и кои што работат во процесите. Док се вратиме малку на подкастот, ми е интересно повеќе од само бројки. Кој го смисли насловот и зошто овој тип на наслов? Па може да кажем дека заеднички го смисливме насловот, бидејќи сакавме да биде некој специфичен наслов, што бидејќи сега кај младите многу е тешко да се задржи вниманието. Сега за да може да го, затоа што јас се знам по самата колку време поминувам на социјалните мрежи, и сега за да го задржиме вниманието, да биде долг, да биде пократок насловот, значи тука имаше дилеми. И да биде ударен. Да биде ударен, но сепак да биде професионален, бидејќи сепак овој подкаст е за да додаде вредност на професијата. Да. И одлучивме повеќе од само бројки, бидејќи на вистина сметководството е повеќе од само бројки, а мислам дека многу луѓе, не само млади, го потценуваат, што мене ми е на вистина криво за тој момент, што мислам дека доволно не се информирани и запознаени што на вистина прават сметководителите и дека не е само дека бројки и тие се, значи сметководителите сега се вклучени во други процеси во компаниите, во носење одлуки. Значи сметководителот треба да знае бројките кои ги има, да ги објасни, да ги интерпретира. И мислам дека веќе се повеќе вклучени сметководителите во носење одлуки, да кажам во компанијата, во правење анализи, да. Зошто мислите дека луѓето се подпираат повеќе на статистики и анализи? Која е целта кога треба да се направи една анализа за да даде некој правец? Па може би, бидејќи не се да пак мислам дали доволно информирани или зошто не би знаела точно која е причината, зошто, но мислам дека секој што повеќе би се надоградувал и би сакал повеќе да научи, дека би знаел точно што значат тие анализи. Што ќе го очекува понатаму? Што ќе го очекува, да, и нема да биде, не знам од каде дојде оваа бројка, значи за да не дојде до тоа, треба навистина да знаеме што работиме, како работиме и да се вклучиме во процесот за да бидеме успешни. Повторно ги сратам на малите компании, дали доволно инвестираат во својата дејност? И што значи инвестиција кај вас? Па, искрено да кажам, не секогаш. Мислам дека повеќе го сваќаат нештото како нужно зло, отколку како инвестиција. Тие што го сваќаат како инвестиција, растат, а тие што го сваќаат како нужно зло, стагнираат. Бидејќи кај финансиите нема импровизација. И малите компании, оние што сакаат да напредуваат, да растат, да се шират, можеби да работат и регионално, тие тоа ќе го сватат како инвестиција, бидејќи тоа им е потребно. А тие што, можеби јас од друга страна ќе освртам прашањево, можеби прашање не е прашањето дали ќе има добро сметководство, него прашањето е дали сака да вложи во лошо сметководство. Бидејќи секоја добра инвестиција и секоја фирма напредува само ако има добро финансиско известување, односно раководење. Фирмите имате поделба на добри и лоши. Можеби не се работи дали има добар производ, колку што се работи дали добро го менаџираат финансиите. Може сметководителот да спречи финансиски злоупотреби? Колку што може да биде и дел од нив?
Видете, сметководителот работи врз основа на доставена документација и законска рамка. И доколку Ако примети собственикот можност или достави соодветна документација, биде транспарентен, биде отворен, искомуницира со сметководителот е тој што со својата професионална стручност и етика треба да го спречи тој момент ако го знае. Меѓутоа, може да бидеме бидеме искрени, дека не е во ред да се префрла вината на сметковителите без да се консултираат, а се носат одлуките без нивно знаење. Така да во тој дел, ако комуникацијата е обострана во двете насоки, ако се сослушаат советите на сметковителите, мислам дека злоупотребите ќе се сопрат. Меѓутоа, ако се носат одлуки, а сметковителите се заобиколат, не е коректно да се префрла вината на сметковителите. Може да се наведе некоја голема грешка на финансиска работа некај сметковителите? Видете, тоа е повеќе работа на управата за јавни приходи. Ние повеќе гледаме дали применуваат стандарди, интерни политики, организацијски работи. Во делот на тоа повеќе е работа на управата за јавни приходи. Каква ви е соработката со државните институции, ја спомнавте УЈП? Па можам да кажам дека со сите државни институции имаме одлична соработка. Комуницираме, можеби не на дневно ниво, меѓутоа многу редовно комуницираме за сите прашања кои што не засегаат нас и прилично добро во овој простор, разборам, имаме соработка. Најголемите проблеми се кога се доставуваат завршните сметки, претпоставувам тогаш се оние или биле оние гужви, сега каква е ситуацијата на терен. Видете, најголем дел од сметковителите тогаш се жалеле дека имаат проблеми, застои, гужви и така натака. Се чека секогаш последниот ден. Знаете како, тоа е синџир каде што имате повеќе алки. Едната е сметководителот, едната е собственикот на бизнисот, другата се државните институции. Ако една алка подвали во тој момент, нервозата ќе биде секаде. И има простор за подобрување? Или Секогаш. дали од година година се подобрува системот? Па јас мислам дека се подобрува и мислам дека и државните институции веќе работат максимално на надградување на системите и воведување на дигитализацијата. Тоа и го пренесовме на конференцијата која што се одржа пред неколку денови. Моника, какој е твојот план после студиите? Отвараш твоја фирма, ќе работиш негде, ќе го учиш занаетот во биро. Која ти е целта? Моментално јас сум на магистерски студии, ги завршувам, оваа ми е последна година. Мислам дека најпаметно нешто што би направила е прво да почнам во друга фирма да работам, бидејќи Да го испече занаетот што се Да, мислам дека секој млад не е подготвен веднаш да отвори своја фирма, прво заради финансија, второ заради знаење. Тоест обратно, прво затоа што нема доволно знаење, а потоа и финансиите. Јас лично не би отворила своја фирма додека не сум, да кажам, 95% сигурна дека навистина го разбирам занаетот. Затоа што ако отворам нешто мое, сакам да сум навистина компетентна на пазарот, да имам доволно знаење за да може останатите компании мене да ме одбираат, бидејќи сега знаеме дека има многу сметководствени бироа и зошто баш мене би ме одбрале, нели? И така што мислам дека прво би почнала во некоја друго сметководствено биро, а потоа би отворила свое секако доколку се вложам доволно. Така, веќе да кажем за крајте, молам, кои се проблемите со кои што соочувате, кои се предизвиците со кои се соочувате и како и кои би биле решенијата? Видете, ја не би ги дефинирала како проблеми, повеќе би дефинирала како предизвици, бидејќи решение постои за се. Добро. А она што е битно е дека технологијата сама по себе нема да ги реши проблемите. Луѓето што ја користат, ќе го решат тоа. Затоа што ние сме сега соочени со моментот на користење на дигитализација. Дигитализацијата по мене не е ризик, меѓутоа неодговорното користење е ризик. Така да само со континуирана едукација ние можеме да навлеземе во чекор со сите овие динамични процеси и промени кои што се. А ние како институт реално тоа ќе им го возможи на членовите и на колегите, затоа што само преку информирање, вебинари, конференции, симпозиуми, користење на најдобри пракси од регионот, само така можеме да напредуваме, бидејќи реално така ќе разменуваме знаење и мислење сите заедно. Со превземање искуства и од други страни. Видете, најдобре е да се превземаат практиките од регионот Каде и од светот, затоа што тони функционираат и ние само тука треба да ги прилагодиме на нашите услови, на нашиот систем. Каква е ситуацијата со сивата економија, не ве прашав? Со работата на црно, непријавени сметководители? Па видете, се бориме со тој дел. Реално, преку делот со кој што ги имаме по поврзувањата со Централен регистар, има одредени злоупотреби на лиценци, тоа, фала Богу, брзо го решаваме,
односно го превенираме. Се бориме колку можеме, знаете како тоа е нешто што не може преку ноќ да се реши. Ипак е системски проблем и тоа сака прилично доста работа. Ние веќе за 2,5 години доста имаме во тој дел напреднато и уште ќе работиме на тоа, затоа што е процес кој што нема крај. Дали успехот може да се измери само преку оценки, плати или статистики? Да го заокружиме разговорот. Да. Па може комбинација од сите три работи. За мене просекот како просек е само тоа ни покажува дека ние сме биле дисциплинирани 4 години да учиме и да се вложиме во моментално тоа што ни се пружило. Добро. Останатите работи пак ви кажала дека треба од се комбинација. Значи јас знам и може студенти што имале понизок просек, па после станале успешни. Значи не е тоа пресудно, но ако сите работи ги комбинираме умерено, еве да кажам, може да се направи еден убав пакет на успешен сметководител, така би кажала повеќе. Така. Зошто треба за крај да завршиме со зошто или која е пораката до младите за да пристапат кон оваа професија? Прво, професијата е динамична. Второ, дава простор да се работи и сегментирано и генерално. Трето, дава простор да се работи и дома, и странство. И второ, им дава простор да се вклучат во донесување на одлуки и одлучување заедно со бизнисите. Она што младите го сакаат. Се надевам дека ова порока ќе стигне до оние млади луѓе кои што се уште се двоумат кој пат да го фатат во кариерата. Апсолутно ви благодарам на поддршката за тоа, бидејќи вие допринесувате во тој дел, така да се надеваме дека ќе успееме да кренеме малце нивото на професијата и да ги привлечеме младите, бидејќи тоа ни останува. Така. Ке ти сопратам сега повторно со количка малку на шега. Се надевам дека следниот пат кога ќе те викнам во емисија ќе бидеш успешна бизнисменка и ќе имаш своја компанија. И јас се надевам и за крај сакам да се заблагодарам на Весна и на целиот Институт за сметководители за безрезервната поддршка која ни ја даваат постојано, за да може овој подкаст воопшто да се случи и еве да трае. И ви благодарам и вас за поканата. Фала ви уште еднаш, имавме одличен разговор. Почитувани, ќе направиме тука една кратка пауза, завршивме со првиот дел од емисијата. По рекламите зборуваме за документот кој што го донесе Европската Унија за намалување на сиромаштијата.